Во овој видеоматеријал ќе решаваме систем од линеарни равенки 2 по 2. Две равенки со две непознати. Ќе примениме метод на собирање и во нашиот случај се работи за неконзистентен систем. Да се потсетиме на дефиницијата која што вели: систем линеарни равенки е неконзистентен ако тој нема решение. Но, како ќе знаеме дека системот нема решение? Одговор на ова прашање, без разлика дали системот ќе го решаваме со примена на метод на собирање или со примена на метод на замена, е: системот е неконзистентен, односно нема решение, ако при негово решавање се добие глупав израз, односно нелогичност, како на пример 2 еднакво на 1, 0 еднакво на минус 2 и така натаму. Но да започнеме со решавање на системот со примена на метод на собирање, а знаеме дека првиот чекор е да се подреди системот така што променливата x ќе биде во една колона, променливата y во друга колона, знакот еднакво во друга колона и константите во одделна колона. Вообичаено е од левата страна да се наоѓаат променливите, па 8x го препишуваме, минус 2y го префрламе од левата страна, ќе стани плюс 2 пати по y е еднакво на 6. Втората равенка, 4x, која ќе го префрлиме од левата страна, ќе стани минус 4x, минус y го препишуваме, е еднакво, 4 го префрламе од десната страна и ќе стани минус 4. Сега, во вториот чекор, треба да се одредат константите со кои ќе се помножат двете равенки. Најнапред треба да воочиме спротивни знаци пред иста променлива. Забележуваме дека пред променливата x има константи со спротивни знаци, но и пред променливата y. Исто така забележуваме дека вредностите на константите пред променливата y се помали, па затоа се одлучуваме на првата равенка да ја помножиме со 1, а втората равенка да ја помножиме со 2. Ајде да ги помножиме, така што треба секој член од равенките да се помножи со константата. Бидејќи првата равенка треба да се помножи со единица, и ја препишуваме еднакво на 6. Втората равенка ја множиме. 2 по минус 4x е минус 8x, 2 по минус y е минус 2 пати по y, еднакво 2 по минус 4 е минус 8. Во следниот чекор треба од системот да се одбере која е поедноставна равенка, тоа во нашиот случај е ова, и да се запише како прва равенка. 4 минус y е еднакво на 4x. Потоа, втората равенка е онаа што ќе се добие со собирање на помножените равенки. 8x и минус 8x е 0, плюс 2y и минус 2 пати y е 0, 0 плюс 0 е еднакво на 0, знакот еднакво го препишуваме, 6 и минус 8 е минус 2. Ова што го добивме е глупав и нелогичен израз, контрадикција. Затоа заклучуваме дека овој систем нема решение, или велиме дека системот е неконзистентен. Нема решение. Интересно е да погледнеме уште само како ова изгледа графички представено. Само да се потсетиме дека решение на систем од две линеарни равенки
со две непознати представува пресечната точка на двете равенки представени графички како прави. Бидејќи добивме дека овој систем нема решение, значи двете прави не се сечат. А кои прави не се сечат? Правите кои се паралелни. Нема пресечна точка, нема решение. И навистина, на графичката презентација се гледа дека едната права представена со сина боја, другата права представена со црвена боја, правите се паралелни, нема пресечна точка, нема решение. Системот е неконзистентен.